Ке зборуваме за 47-то издание на Денови на македонска музика. Веќе пролетната сезона заврши. Навистина имаше изобилство на прекрасни концерти каде што пред се промовираше македонското творештво. Ке зборувам со Валентина Велковска-Трајановска, председателка на Сојузот на композитори на Македонија, меѓутоа и на Деновите на македонска музика 47-мо издание. Ајде еден пресек да направиме, завршија. Навистина со низа настани каде што можеме да бидеме горделиви и во пред светската јавност да се пофалиме со досегаш се што го направивте. Добро утро на вашите гледачи, на вас, и ви благодарам за можноста да кажеме збор два за овој фестивал. Ние секогаш повторуваме, овој единствен фестивал од ваков вид и навистина на наша радост првиот дел од фестивалот помина одлично. Концертите беа и делата беа извонредни, изведбите беа извонредни, присуството на публиката беше исто во голем број, така што поминаа во една исклучително убава атмосфера и на наша радост, мислам, македонското творештво е тоа што треба и да се негува, и да се создава, и да се промовира, но радост е поголема кога концертот преку спомените трае подолго. Значи, преку споменувањето дека еве отварањето беше, и можам да кажам, некои од концертите беа единствени од овој вид многу години наназад што се нема случајно. Па на пример воениот оркестар го отвори фестивалот. Имавме концерти со операта, со оркестарот, со солисти. Имавме концерт на камерниот оркестар Профундус, камерниот ансамбл Алтус, исто така со солисти, и некако комбиниравме, например, и солисти од странство и наши извонредни реномирани изведувачи, за од една страна да го добиеме максимумот што го бараат делата, но и тоа, пак ќе речам, да биде спомен кој понатаму ќе се зборува. А овој дел го завршуваме, но продолжуваме во септември со концертот на Филхармонија и со уште неколку камерни концерти. Може да се каже, на фестивалот се обидуваме да ги опфатиме и јубилеите колку можеме секако, премиерните дела да бидат изведени, па до сега успеавме да ги споменеме и одбележиме јубилеите на композиторите Живоен Глишик и Стојче Тошевски. Следната сезона ќе бидат одбележани јубилеите на композиторите Томислав Зографски, имаат јубилеи Михајло Николовски, значи тоа е, да речеме, еден многу мал сегмент од сето тоа што треба да се направи, но треба многу да се направи. Мал сегмент, меѓутоа многу важен за нашата држава, за да се, како велиме, да се одбележи музичкото творештво. За септемврискиот или за есенскиот дел, нешто што неколку години го кажуваме, затоа што години наназад деновите на македонска музика знаевме дека традиционално се одбележува март-април. Тука завршува и веќе овој фестивал го имаше, како да кажеме, тоа единствено фестивалско издание, каде што може би преку снимките и така натаму можевме да ги видиме. Сега со ова години, не знам, може би 4-5 години продолжувате во 2 сезони, навистина е одлична можност и на пролет и на есен да имаме промоција на овие, како што кажувате, има навистина некои се премиерни и не знаеме кога втор пат ќе се случат изведбите на буквално напишаните дела. Она што сакам како второ да ве прашам и да проговориме, неколку пати сме зборувале, меѓутоа можеби нема време, мајде ќе ја начнеме темата. Кога се зборува за, еве, нека биде мотив деновите на македонска музика, меѓутоа колку државата, колку еве Соком се труди, се што е оставено како музичко творештво. Еве вчера беше меѓународен ден на културното наследство, а музичкото творештво е културно наследство со огромна важност, и колку се грижиме и колку тоа се чува, се архивира. Навистина дискусијата е голема, меѓутоа, како што рековте, може само да се начне. Да се вратам од почетокот. Концертите и поделбата на концертите во пролетна и есенска сезона само покажаа уште повеќе колку е малку присутно македонското творештво на музичката сцена. Јас се надевам дека преку институциите чија всушност и дејност се основа на тоа што треба да се изведува,
ќе имаат што повеќе дела и на тој начин нема се да остане само на деновите на македонската музика, бидејќи Сојузот на композиторите, здружение основано од композиторите, кое во секој сегмент се труди што повеќе да ја подигне и свеста, да го заштити тоа што ќе се донесе од материјали. Меѓутоа, проблемот е навистина многу комплексен и секако зависи од државата, бидејќи ние имаме културно наследство како културни споменици, нешто што било, сме имале во однос на творештвото, сме имале многу и, еве, например, камерниот оркестар на телевизија, хорот, значи, сме имали изведувачи покрај филхармонија и опера што изведувале, но сме имали начин тоа да се заштити и да се архивира. Сега некако сето тоа ни стои и наместо да одиме напред, ние во моментот стоиме, но јас се надевам дека ќе тргнеме напред, бидејќи што е најитно во најитно е прво и да се соберат материјалите, треба ресурсите и во библиотеката универзитетска каде што се даваат да се овозможи, значи сегде главен проблем е и кадарот што ќе го работи тоа, затоа што и да се дадат сите тие легати треба некој да ги обработи. Од друга страна, македонската телевизија, ние сме исклучително благодарни што сите овие години наназад, паралелно со Сојузот на композиторите кој постои 76-та година веќе, паралелно следејќи ги тие концерти, снимајќи ги тие концерти, создава ново културно наследство, да речам ново, под наводници, меѓутоа тоа ние паралелно со изведбата на новите премиерни дела мора да имаме и нешто што ќе се зачува, што понатаму ќе остане наша историја. Значи ресурсите во македонската радио телевизија не е итно наназад треба да се обноват и во однос на техника и во однос на технологија, но во однос на кадар, затоа што кога ќе се изведе овие дела, например и војниот оркестар и Профундус и сите ансамбли се извонредни изведби, но кога тие ќе се снимат, автоматски тие се документираат, се архивираат, понатаму може да се пуштат на програмата, но понатаму тие може и да се истражуваат, тие остануваат нешто што ќе сведочи за ова време во следното идно време. Така да живеат и натаму, тоа е многу важно и за идните генерации, не само можеби од фелата, стручната фела, каде што може да послужат за унапредување на титулите. Така, па и тоа сакав да кажам, публиката на концертите покажа дека ние навистина имавме многу публика, од која и многу мал дел беше стручна, на жал или не знам како да кажам, но како и да е. Публиката навистина го процени тоа како убави концерти на кои што уживаат, така што верувам дека тоа и на програмите кои ќе се емитува повторно има гледачи и публика што сакаат тоа да го гледаат, затоа што тоа е една национална стратегија што ние заштитуваме, што ние промовираме од аспект на се и на пример и тоа што вклучивме деца од училишта да доаѓаат и тоа е посебен сегмент, бидејќи они ги учат во училиште и директно ќе се запознаат со живите композитори, но ќе запознаат и што тие учат. Така што многу е сето тоа комплексно, мислам дека ние може сето тоа многу брзо и да го вратиме, и да го обновиме и да го заштитиме. Убаво кажавте, мислам дека луѓе како вас, бидејќи знам колку на секаде сте вложени и како композитор, како пишувач, меѓутоа и на оваа тема и верувам во вас и знам дека доста ќе направите, нормално не можете сама, заедно со сите институции, сите оние што можат да помогнат, не се работи за помагање, се работи за чување, архивирање, промовирање на нешто што е културно национално благо. Така, ви благодарам јас за можноста се да кажеме и секако гледачите да ги поканиме во септември на следните концерти. Секако и ќе ги најавиме. Уште еднаш ви благодарам за директното вклучување во утринската програма.